Владко Грозановски, втори Линден куп. Се надевам дека си задоволен како тече оваа година турнирот. Меѓутоа, ајде првен како тече турнирот, а потоа и за твојата фудбалска школа. Па добро, првиот ден можеме да бидеме задоволни како помина турнирот, иако имаше најава дека ќе врне, сепак времето се разведри и беше све одлично. Организацијата сега за сега е добра, екипите се задоволни, се надевам дека така ќе продолжи и денес и утре и дека ќе имаме еден одличен турнир. Ние направивме све што можеме да организираме ваков евент тука во Илинден, во Скопје, во Македонија и ќе се потрудиме да до крај турнирот биде најдобро што може. Да, сите екипи кои дадоа некакви изјави, особено и странските екипи, се презадоволни од сето тоа, меѓутоа ме интересира колку си задоволен не само со турнирот, меѓутоа и твојата фудбалска школа која исто се надпреварува, како се развива. Да, добро, види, да бидам искрен, резултатите не се најбитни на овој турнир. Воопшто не ни знам како поминува нашата екипа. Најбитно е поише сум концентриран на организацијата, да биде све безпрекорно и оваа убава гледка што ја гледаме овие неколку дена што беше вчера и што ќе биде утре и задутре, е најубавото нешто што може да се види. Значи премногу деца, родители, неутрални навивачи, све е баш како треба сега за сега. Да, буквално од минатата година има дупло повеќе луѓе, тоа значи многу повеќе насмевки, многу повеќе емоции, веројатно така ќе биде и во утрешниот ден, каде ќе биде и завршницата и ќе се доделуваат и пекари и ќе има една завршна церемонија. Да, овие деца ќе го памтат овој евент секогаш. Сум бил дете, знам што значи да играш вакви надпревари на турнири и тоа ќе им остане врежано во меморијата. На некој можеби за убаво, некои ќе бидат тажни за тоа што ќе победат, меѓутоа резултатите и победите и поразите, резултатите не се битни, победите и поразите се составен дел од спортот, така да ќе мора да се навикнат и на едното и на другото. И она што остава впечаток е дека буквално овој турнир спојува сите земји, многу нации, дури има и еден тим кој е измешан од повеќе земји, што представува еден голем предизвик и претпоставувам победа на самиот турнир. Секако, тоа е најубавото нешто што тука сме луѓе од 8 различни земји, различни вери, различни нации, сето тоа не спојува и фудбалот е една многу убава работа која што не спојува сите заедно. Продолжуваме со изјави. Тимот на Кожов втора година учество. Колку сте задоволни од организацијата, има ли разлика од минатата и оваа година и колку сте задоволни од досегашниот тек на турнирот, од овој вториот Линден куп? Значи вака, добар ден на сите. Организацијски е перфектно организиран турниров оваа година и прошлата година беше супер. Оваа година и се надевам секоја година ќе биде се подобар, како што напоменав и ќе се повторам. Перфектно организиран за сите генерации. И мислам дека и до година ќе земеме учество, бидејќи еден од најдобрите турнири во Македонија, секако најдобар, мислам дека и овде на Балканот може да конкурираме организацијски и по квалитет и со екипи и со све. Лани бевте со една генерација, оваа година сте со повеќе, веќе најава и за следно учество за следната година, меѓутоа што значи тоа за развој на децата на оваа годишна возраст, нели во развојот на фудбалската игра? Вака, се надевам до година ќе дојдеме и со повеќе генерации од овие 3 што доаѓаме сега. Ова е многу големо искуство за децата да видат, бидејќи има и многу странски екипи, меѓународен турнир. И мислам дека со овие турнири децата имаат многу подобра и нова перспектива за фудбалската игра, како да се однесуваат на теренот, како да ги применуваат судиските правила и тоа како да ја подобрат својата игра. Така. Колку може, као последно прашање, по завршување на вчерашниот ден, ако сте разговарале со дел од децата, нели, со вашите екипи, се гледали таа разлика, задоволство, насмевки, емоции и така натаму? Па вака, децата секако се изненадени, бидејќи прв пат оваа генерација што сум јас 2015 и 16 учествуваат на ваков голем турнир и има многу насмевки кај нив,
и мислам дека ќе биде ова едно големо искуство за понатака во нивната кариера. Со нас е и тимот на Будучност за прв пат на Илинден Куп. Колку сте задоволни, ова е втор ден денеска? Колку сте задоволни од организација и до сега се што видовте и во текот на вчерашниот ден? Zadovoljni smo, fenomenalna organizacija na visokom nivou. Hvala organizatoru i na pozivu i na gostoprimstvu. Tako da, evo, mogu i deca isto da kažu, bili smo na dosta velikih turnira i u Srbiji i u inostranstvu i možemo ovaj turnir da ubrajamo među najboljim. Добре организиран. А што значи за децата, за развојот, за кариерата? Не е секогаш најважно да се победи, меѓутоа кога ќе се влезе на терен, важно е да се победи. Што значи за развојот во нивната кариера? Dobro, deca uvek vole da pobede i idu ka pobedi, ali po meni je najbitnije ovo iskustvo, druženje sa decom, da vide kako to funkcioniše, ta fudbalska kultura u drugoj državi, u drugim ekipama. Imamo ovde ekipe iz Belgije, Engleske, Makedonije, Bugarske i tako dalje. Tako da po meni je to najveće bogatstvo koje mogu da pokupe sa ovog turnira, pored pobeda i svega ostalo. Дали тоа значи дека ќе ви имаме и следната година на овој турнир? Daće Bog. Океј. Со мене е Велко. Велко, што мислиш до каде можете да стигнете оваа сезона со вашата генерација? Може ли до финале? Па може. Може, Ја верувам да може. Како поминовте вчера на надпреварите? Победивте? Па Јесте победили? да, прво сме изгубили 1-0, али друго сме победили 3-0. Тоа значи да данас се мора минимум едну такмицу да победите, така? Или да победимо едно изједначено, али најболje би било да победимо обе. Ја ви желим од срца финалу, дивни сте и видимо се на терену. Океј? Хвала. Hvala šefe. Хвала ти. Довиđenja. Пријатно. Браво. Ajmo malo. На камеру сви онако. Мало. Браво.